професор доктор Горан Марковски, независен кандидат за градоначалник на Скопје. Роден е во 1961 година во Скопје. Тој е дипломиран градежен инженер во 1986, доктор на технички науки во 2003 година на Градежен факултет во Скопје. Од 1986 до 1988 работи како софтвер инженер, а од истата година и на Градежниот факултет Скопје при УКИМ. Тој е редовен професор на катедрата за бетонски и дрвени конструкции, а од 2002 до 2025 е декан на факултетот. Има издадено неколку учебници со група коавтори. Професорот доктор Горан Марковски е добитник на повеќе признанија и награди. Добил повеќе признанија, меѓу кои и од Друштво на градежни конструктори на Македонија, како и признание од Друштво на градежни конструктори за најдобро конструкторско остварување. Што ќе направите прво во првата недела откако ќе станете градоначалник на Скопје? Прво ќе се обидам да го организирам тимот на најблиски соработници со кои што би соработувал, во кои што би имал доверба, односно би имале меѓусебна доверба, за да почнеме да делуваме и на терен што побрзо, односно да почнеме со отстранување на оние горливи проблеми што го надвиснуваат нашиот град и што им пречат на скопјани со право. Се разбира дека вратите за соработка ќе бидат отворени за сите оние кои што се согласуваат со принципите за кои што јас се залагам, и секој добронамерен, стручен, искусен и некој што е полн со енергија и желба да му се помогне на Скопје, ќе биде добре дојден во тимот. Тој нема да биде ограничен, напротив, за него нема да се прават никакви, ниту партиски, ниту било какви други калкулации, затоа што сметам дека нема во држава уште многу стручни лица, за да ние вршиме нивно просејување, односно избор по различни основи. Скопје е во критична фаза, Скопје нема време за чекање и затоа мора веднаш да се делува. Што е вашето решение за сообраќајниот метеж во градот? Секако. Тоа е еден од главните проблеми и уште пред да се пријавам, односно пред да пријавам мојата кандидатура за градоначалник, решенија за главните проблеми на Скопје веќе беа изготвени со, како што кажав и претходно, истомисленици, секој стручен во својот дел. Јас сум можеби единствениот од кандидатите во овој циклус за избор на градоначалник кој се залага за една поинаква теза во однос на развојот на сообраќајот во Скопје. Односно, поборник сум на решение за дестимулација на сообраќај со индивидуални возила, а тоа значи намалување на профилот на сообраќајниците, ограничување на јавниот паркинг во што помал обем, се со цел да се дестимулираат жителите на Скопје да ги користат сопствените возила, односно да што повеќе се користи градскиот јавен превоз, кој секако треба да биде доведен во пристојна состојба, за да можеме на него да се ослониме. Такси превоз со исклучиво електрични возила, да што повеќе пешачиме, да не ги користиме возилата секогаш и без потреба, и да користиме велосипеди. Тоа е единствена можност за да добиеме поздрава животна средина во градот. Се друго е замајување на јавната свест, бидејќи ширењето на булеварите, отварање на нови улици, изградба на катни гаражи и слично доведува до стимулирање на индивидуалниот сообраќај. Тоа значи до се поголемо загадување. Тоа значи дека полека скопјани просторот, градот им го отстапуваат на возилата. Се само жртвуваат просторот што нив им припаѓа, што тие треба да го искористат за квалитетно живење, повеќе зелени површини, пошироки тротоари, безбедни велосипедски патеки, практично го доделуваме на возилата. И така имаме еден маѓепсан круг во кој што полека тонеме. Сега треба да одбереме што сакаме. Дали сакаме поквалитетен живот
за известен број години, почнувајќи веднаш со подобрувањата, или сакаме во ова мноштво на PM честички се повеќе да тонеме. Изградбата на катни гаражи, особено онака како што досега се градеа надземни катни гаражи, и тоа во центарот на градот, за мене нема голема смисла, затоа што се уништува зелените површини и се упропастува најквалитетниот простор во градот за паркирање на возила, што нема никаква логика. Значи, ако мора некаде да се градат гаражи, односно паркинзи, тоа би се правило исклучиво подземно, за да над нив постојат зелени површини, значи никого да не загрозуваат. Покрај тоа, уште една новина што се планира е да им се овозможи на оние кои што доаѓаат во Скопје на краткотраен еднодневен престој, а такви возила има многу, со илјадници, да се на влезовите на Скопје да се направат безбедни паркиралишта, таму веќе може дури катни гаражи, подземни и така натаму, и да тие луѓе оставајќи го своето возило, практично за многу мал надомест, на почетокот може би и без никаков надомест, за да се стимулира се до тоа, да можат со такси превоз или со јавен превоз да стигнат до дестинацијата кон која што се упатиле. Ова е се со цел за да му се помогне на Скопје, односно да си помогнеме самите себеси. Некои ова го нарекуваат романтичарски идеи, меѓутоа без романтика нема ништо, нема напред. Најактуелен проблем се Вардариште и Дрисла. Имате ли конкретен предлог за решавање на овие депонии? Депониите се уште едно горливо прашање и буквално горливо прашање за Скопје. Го плаќаме данокот на несовесното работење и несоодветниот третман на отпадот. Веќе долги години, да не кажем и децении. Нималку лесно за решавање, процесот за согласување на овој проблем е долг и ќе чини доста, меѓутоа друг избор немаме. Вардариште мора да се прочисти од ѓубрето што е таму. Тоа е таложено со години. Сега настанува процес на негово распаѓање и оттаму метанот кој што е присутен над Вардариште и лесната запаливост негова. Значи, треба да се изврши чистење со селектирање на отпадот, дури може и да се произведе и одредено количество енергија во тој процес. Тој процес ќе трае неколку години и ќе чини можеби нешто над 20 милиони евра. Наша проценка е. Меѓутоа, тоа не треба да не плаши од финансиска гледна точка, затоа што после неговото прочистување се добива потенцијално градежно земјиште со висока вредност и практично градот може и да си ја поврати, да си ги поврати средствата. Се разбира, друго решение не гледам за Вардариште и тоа го кажуваат и лица кои што сум се консултирал од оваа проблематика. Идеите за правење на парк или нешто слично или било што врз сметот кој што таму е наталожен, практично се краткотрајни решенија без никаква полза од нив. Дрисла треба исто така да се пренамени или можеби да се преобрази во една посовремена депонија, во која што најдобро би било да стигнува веќе селектиран отпад или делуно селектиран отпад. Дрисла треба да се преработи, односно реизгради во една современа депонија, налик на она што го има Љубљана, например, во која што ќе имаме минимум отпад неискористен, но за тоа треба и стручно водење на целата постапка, значи стручен раководен тим, она за што се залагам низ мојава кандидатура, дека без вистински луѓе на вистински места поместување на состојбите не можеме да имаме. Кај нас, моментално, односно наназад, сите овие 3 и повеќе децении, важно се правилото на поставување на партиски кадри на клучните позиции, и ако ние си продолжиме со тоа исто темпо, на тој исти начин и понатаму, мислам дека нема логика да очекуваме дека нешто ќе биде различно од тоа што досега било. Значи,
Дрисла во современа депонија со селектиран отпад, поттикнување на селектирањето на отпадот во домаќинствата, а Вардариште стручно прочистување и претворање во градежно земјиште. Каков е планот да го исчистите ѓубрето од градот и Скопје да остане чист за време на вашиот мандат? На дел од ова прашање одговорив во претходниот мој одговор. Селекција на отпад, паметни контейнери и на тој начин градот ќе биде многу почист од тоа што го имаме денес. Ако е градот Валкан, луѓето помалку внимаваат на неговата чистота. Тоа е еден врзан процес и затоа пред се селекција на отпад, она што се прави во развиениот свет. Какви како градоначалник под ваше раководство ќе бидат јавните предпријатија за кои сите знаеме дека се некои вечни загубари и постојано има некои стимулации за нив и од владата, субвенции и слично. Имате ли решение како овие јавни предпријатија конечно да работат во функција на корист на граѓаните? Поставување на стручни лица на раководните позиции, отчет нивни за сработеното и отчет кон граѓаните. Граѓаните во секој момент на веб порталот на градот Скопје ќе имаат можност да ги следат финансиските активности на градот. Без никаква задршка, тоа ќе биде една од потврдите дека оној што раководи со градот настапува честно и со единствен стремеж да остави зад себе нешто добро. Убеден сум дека и во јавните предпријатија и сега, и комунални предпријатија, постои квалитетен кадар кој што треба да се искористи без партиски игри, само стручност и работите ќе си дојдат на свој место. Бездомните куќиња се сериозен проблем во градот. Имате ли решение за тоа? Токму така, за жал многуми на Скопје и го паметат по бездомните куќиња кои ги има насекаде. Тука мора да се направи категоризација на оние кои поседуваат куќиња, на одгледувачи и оние кои што чуваат куќиња за свој мерак, да кажем, како миленичиња. Овие вторите мора да бидат кастрирани, за да нема неконтролирано размножување, а оние првите мора да бидат под строга контрола на Агенцијата за храна и ветеринарство, за да не се случуваат нивни исто така неконтролирани размножувања и после нивни бег од стационарите. Значи, тоа е решението за бездомните куќиња. Главните градови во регионот издвојуваат сериозен буџет за младите и за спортот. Какви се вашите размислувања на тоа поле? Како млад сум спортувал, така што ги знам придобивките на спортот. Тоа е нешто на што мора да се даде многу поголемо внимание. Често Македонија споредуваме со Словенија, односно се стремиме кон Словенија. Само да се пресликаат нивните состојби е доволно. Масовно спортување, рекреативно, не мора да биде тоа на професионалци, не очекуваме ние олимписки шампиони од секого. Меѓутоа, што повеќе луѓе во природа, повеќе слојна е добивката. Прво, ќе ги извлечеме надвор од домовите и наместо да дишат загаден воздух за време на викендот, ќе си ги прочистат алвеолите, шетајки во природа или спортувајки во природа. Понатаму Скопје има одлична можност за формирање на еден зелено-рекреативен појас околу градот, почнувајќи од Матка, која е наше богатство, па преку езеро Треска, Сарај, кеот на реката Вардар, Газибаба, Марков манастир и повторно одејќи на Водно, имаме можности за развивање на многу рекреативни спортови и тука ќе биде особено дадено големо тежиште, за да особено младите ги научиме од мали дека спортот е многу позитивна работа за нивниот и физички, но и психофизички развој. Скопје со години е претворено во градежна зона. Постојано некаде нешто се гради. Имате ли предлог или решение како да се шири градот, за да ги зачуваме постојните зелени површини? Прво, мислам дека Скопје треба да се стави во еден стенд-бај мод сега, во една стенд-бај положба,
за да добро се преброиме, за да видиме каде сме, да видиме каква е реалната состојба со градот. Проширувањето може да оди кон исток-запад, но во рамки на еден регионален план за Скопје. На Скопје му недостасува регионален план. Скопје има генерален урбанистички план, кој за волја на вистината е веќе доцни 4 години, со опасност дека кога ќе биде донесен, ќе биде веќе бајат. И нормално има овие нарачени дупови, кои што се инвеститорски дупови, како што некои ги нарекуваат, кои се само за некаква локална употреба. И имаме тука исто една извито перена слика на решавањето на дуповите практично го креира генералниот план наместо обратно да биде. Значи, не сум присталица на ширење на Скопје, тоа има одредена мерка. Скопје мораме да го разгледуваме заедно со неговата околина, со селата што се околу Скопје и населбите, и дури тогаш да се носи одлука како ќе се шири Скопје. Бидејќи ваквата неконтролирана населеност на Скопје и изграденост веќе ги доведува во прашање и нашите основни потреби. Сведоци сме дека летово немавме во одредени денови, немавме ни вода за пиење, а тенденција на сето тоа е дека ќе биде уште полошо во наредните години. Значи, многу внимателно со проширувањето на градот. Каква ќе биде вашата кампања? Па каква што може да биде кампања со 0 денари, без поддршка од било кого, единствено со желба, стремеш и енергија за искрено давање на се од себе за помош на градот и, да бидам вака и по-генерален, и за давање на своето знаење, искуство, академски мир на моите сограѓани. Се разбира, таа ќе биде позитивна, ниту ќе прифатам, ниту ќе иницирам било какви непристојни дебати и така натаму, иако и бројот на дебатите во оние јавни медиуми, односно со државна фреквенција, е ограничен или скоро невозможен од разноразни причини. Нема фер надпревар, почнувајќи од средствата кои што се доделуваат за кампањата. Независните имаат буквално 0 денари, па понатаму преку достапноста до медиумите и така натаму, логистиката и слично, меѓутоа тоа не ме плаши, затоа што во целата оваа работа, во целата оваа политичка авантура навлегов искрено, со единствена честна цел да му помогнам на Скопје. И така ќе терам до крај на кампањата. Кажете ни нешто за вас приватно, што јавноста сметате дека би требало да го знае како иден татко на градот Скопје? Идниот татко на градот не е некоја личност која што може да се пофали со некаква посебна приказна, нели, лична. Е татко на 2 деца, на кои што сум горд, се разбира. Е човек што е поголемиот дел од денот инволвиран во работа, човек кој во слободно време сака да пишува, сака да чита, сака да го надградува своето знаење и кој сака да слуша музика и да ужива во прошетки низ градот. Може би тоа е една од причините што се нафатив на оваа задача, на оваа активност, за да може би тие прошетки бидат што попријатни.